Здраво и добре дојавте во ново видео на YouTube каналот BMG Sport. Мароко, Мароко, Мароко! На Шпанија и Енрике им се деси бомба, експлозија. Тика, така, лево, десно, џабе со топка цела утакмица кога немаат шут, бе. Може уште ја вртат топката околу 16-сетникот. Во секое видео го фаворизирав Мароко, еве зашто. Победа на Шпанија и четвртфинале со Португалија. Историја за Мароко, историја за цела Африка. Четврта селекција од Африка која стигнува во четвртфинале, после Гана во 2010, Сенегал во 2002 и Камерун уште во 90-та година. Одиграа страшно добар надпревар. Ја неутрализираа Шпанија во сите делови од теренот. Man of the match, голманот Боно. Боно стана само вториот голман кој што не примил гол во една пенал серија. А селекторот Валид Реграгуи, вајда го погодив, Реграгуи, е првиот тренер од Африка кој успел да стигне во четвртфинале на еден мундијал. А ви текнува на прогнозата на ето пред светското првенство. Човекот си кажа финале играат Камерун Мароко. Па ја утна со Камерун, ама со Мароко е блиску. Си добина сила, ето и после надпреварот Бразил Јужна Кореја, ќе се степаше за малку со еден репортер. Не знам што се изнервира. Полека, мирно, сталожено, изброј до 10 ако треба. А Португалија, бе, 6-7 со Швајцарија. Какво газење! И тоа без Роналдо кој одигра само некои 15 на минути. Никогаш Португалија не изгледала помоќно. Го немаше Роналдо, ама имаше тимска игра. На местото на Роналдо играше напаѓачот од Бенфика Гонзало Рамош и постигна хет-трик. Прв фудбалер кој што постигнува хет-трик на својот прв надпревар како стартер на мундијалите, после Мирослав Клосе во 2002 година. Сега селекторов Сантош вика дека нема проблем со Роналдо. А може некој да објасни зошто кога сите славеа после надпреварот, Роналдо си замена во соблекувална? Ама Роналдо е Роналдо. Остана на клупа, ама кога се интонираше химната пред надпревар, сите репортери беа околу него. Значи повеќе го сликаа него отколку овие на терен. Никогаш немало повеќе репортери на клупа отколку сега со Роналдо. Една слика, 1000 зборови, милион зборови. Сега прашање дали Мароко може да издржи уште еден надпревар во серија волку тежок и да ја елиминира Португалија. Мада нивниот селектор најави и освојување на титула во Катар. Нека сонуваат, бе, што да не. И пак ќе кажете Португалија ќе тепа. Добро, фаворити се, ама пак ќе кажа Мароко има сили да изненади уште еднаш. Ќе има неизвестност, ви гарантирам. Јас навијам за Мароко. Абе, мислам дека на сите надпревари до сега за Мароко навијам. Освен на надпреварот со Хрватска. И пак мислам ќе има продолженија. Мислам дека ќе биде 1-1. И во меѓувреме не заборавајте да притиснете subscribe и да кликнете на звончето за да добивате известување за сите нови видеа во иднина. А ќе ги има многу. Втор меч Европско ел класико на светско првенство. Англија, Франција. Финале пред финале, во секоја смисла. Кој тепа може и до титула. Англија го згази Сенегал, Франција лесно ја помина Полска. Од кај да почнам со надпреварот? Милион работи ми се вртат околу глава. Милион, значи, милион, вака. Со Белингам ќе почнам. Белингам е ѕвер, ќе биде најдобриот среден играч во светот. Игра како да има 1000 надпревари зад себе, а има само 19 години. Фоден се разигра и тие двајца се страшен тандем на Англија за иднината. А Хари Кейн веќе има постигнато 11 голови за Англија на големите надпреварувања. 7 на Европско првенство и 4 на светско. Го прескокна Гери Линекер и стана најдобриот стрелец на Англија на големите надпреварувања. Во Франција фокусот е секако на Мбапе. Веќе има 9 голови на светските првенства. Има 23 години, а има исто голови колку Меси и еден гол повеќе од Кристијано Роналдо и Марадона. А пазете го ова. Со голот против Полска Мбапе стигна до 250 голови во неговата кариера. До оваа бројка стигна по 360 надпревари. На Роналдо за 250 голови му беа потребни 510 надпревари.
На Меси му треба 379 надпревари. Ќе ги престигне двајцата. А тука е најоспоруваниот напаѓач на Франција. Жиру стана најдобриот напаѓач во историјата на Франција со 52 гола. Сите зборат за Бензема, за еден за друг, а Жиру мирно полека си стана најдобар стрелец во историја на Франција. Може подобро е Бензема што се повреди пред првенството. Ќе има голема борба, ќе има тактизирање, надмудрување, трчање на терен. Англија мислам дека повеќе ќе има топката во свој посет, ама мислам дека на крајот Франција ќе се радува. Ќе најавам за Англија на овој надпревар. Може да има и продолженија, но мислам дека Франција ќе тепа со 2-1. Со овој надпревар го комплетираме четвртфиналето на светско првенство во Катар. Во следното видео одиме со полуфинале. Јас моите очекувања си ги кажав, а вие можете да ги кажете очекувањата во коментар на YouTube. Следете ни, се гледаме во полуфинале. Чао!